19 students, 2 adults. 19 ученици, двајца возрастни. Чувствував физичка болка. My thoughts and prayer goes out to the parents. Сочувствувам со родителите и заедницата. Се работи за мешавина од тага и страв како што времето поминува. When you have children in school, Кога имате деца во школа и вакви работи се случуваат, на нив гледате многу полично. Оти знаете како се чувствуваат тие родители. With increasing violence, Ако зголеминото насилство со оружје само се влошува, ќе мора да размислам за безбедноста на моите деца кога се на училиште. the next day, of course, I was very teary. Следниот ден бев во солзи кога ги испреќав со нивниот татко да отидат до школскиот автобус. Сакав само да ги гушнам и да им посакам убав ден. Секогаш имаме страв, но кога нешто ќе се случи, тој страв само се засилува. Ги испраќаме децата во школа и се плашиме дали ќе се вратат. Можеме да направиме едноставни работи. Не мора да го одземаме оружјето од народот генерално. Можеме да правиме преглед за ментално здравје, да ја зголемиме возрастната граница, да забраниме пристап до полуавтоматско оружје. Овие неколку денови е голема тема, но не знам до кога. there has been an attack on Има напад врз нашата слобода. Тоа може да се реши ако сите се обединиме и ги правиме вистинските работи за заедницата. Да покажеме лидерство и да ги поврземе луѓето. I'm actually angry about it at this point. The 5 stages of grief. Јас сум лута. Има 5 фази на болката. Безнадежност, тага, очај, соочување и гнев. Децата се невини, го сакаат животот и сакаат да одат во школа и да се играат со другарчињата. Тоа е нивното безбедно место. Со оружјето, буквално им се одзема нивната иднина. Не е тешко она што го бараме. Едноставно е. Можеме да го направиме утре, ако само имаме храброст.